Колко убав сон си сонив. Многу ми е мерак што е цело село денеска на задушница. Па задушница е, бе, татко? Не, чат пат има некои по нивето. Добар ден, добри луѓе. Добар ден. Добар ден, чорбаджи. Да ве опитам нешто? Може? Ајде. Епа, гледам ни селото жив човек нема. Тугинец сум. Да. Сакам да преспием, ама Ан. Има или нема? Ан? Ан. Ан нема. Нема? Ама насокак нема да останеш. Аха. Таму на крајот на сокакот има една куќа. Аха. Ќе отидеш таму и стопанот ќе те прими. Скапо нема да платиш, ама и без ич нема да е. Добро, добро. Ќе си платам. Така е. Аха, велиш ќе ме прими, а? Ќе те прими. Секогаш прима по некој. Добро. Добро, лели е така, Белчи и мене ќе ме прими. Ќе те прими. Ај, сполај ви, пријатели. Ајде со здравје. Ајде Со со здравје, со чорбаджи. здравје. Добар ден. Добар ден. Да ве опитам нешто. Каше. Аха. Она ли е куќата на оној чорбаджија што прибира тугинци? Добро, сполајте, пријателе, сполајте, друг пат ќе ми кажеш. Него ли најде да го опиташ, бе, домакине? Кажи ми ти, она ли е куќата на оној чорбаджија што прибира тугинци така како Ан? Не знам, домакине, ја не сум од тука. Ајде, пријателе, ајде, сполај ви, ајде, со здравје, Со со здравје, здравје. домакине. Ајде, со здравје. Повеле, пријателе. Добар ден. Што сакаш? Епа, пријателе, да те опитам. Ми рекоа дека во оваа куќа ќе може да преспијам. Знам од ја не е, ама дека чат пат примате патници на мерници, а? Убаво ти рекле, убаво. Тука е. Ние не ги оставаме луѓе во напад. Ајде, повели. Повели. Сполајте, пријателе. Ајде. Ајде. Епа, добре дојде, пријателе. Добро те Ајде, најдов, повели си. пријателе. Еве ми ја домачинката. Добре ни дојде. Добре ме најдов. Ова ми е сната овде. Добар ден. Добар ден. Сега ќе пристигне и синот. Ајде, повели ти седни. Сполај ви. Ти од каде си, пријателе? Каде одиш? Оддалеку си? Пријателе,
Јас не сум оддалеку, ама оддалеку идам. 3 години дома не сум бил. Дома ме чека мајка, татко. Здраво, Живо. Синко, ајде. Синот сум. Како сте? Арно, сполајди. Едам гостин сме добиле. За спиење ќе биде или ќе си оди? Не, ќе преспие. Ќе се одмори по ручеква, после ќе ајде, преспие, утре дури ќе си оди. Забајле и ќе 3 години не бил дома. Да, ме чека дома мајка, татко. 3 години? 3 години, Што правеше, бре, пријателе, толку по светот? Беше на печалба, Не бев на печалба, пријателе, бев на... Рече дека дома те чекаат мајка и татко, ама како што гледам, тебе те личи да те чека жена, деца, па и... Треба да ме чекаат, ама јас пред да се оженам, требаше да свршам уште една работа. Го гледате ли тефтеров? Ја. Тука е запишано дали треба да се женам, али не треба да се женам. Аман бе? Тука пишува се што треба. Ајде, пријателе, да ни раскажеш вака малку поподробно, да разбереме ние каква ти е таа книга за женење. Ој тефтерот. Пријателче, ме гледаш обелен во косите, а не женет уште. Затоа што решив, пред да се оженам, јас да ги научам сите женски и троштиње и ѓаволштиње. И да ги запишам во тефтерот. Нека ви простат жените, ама толкува многу безчесни жени видов и ги распрашав како си ги лажат мажите. И се сум си запишал во овој тефтер. Тефтерот е полн до крајот. Остана уште едно ливче, ама сега веќе знам се за жените и нивните ѓаволштиње. Сега да ја видам таа мајчината што ќе ме земи мене за маж, што ќе ме лажи и ќе ме матосува. И што, мислиш дека сите ѓаволштини од жените си ги изнаучил и си ги запишал во тефтерот? Уште колку ги има, крај им нема. Слушај бе, пријателе, не лажи си го умот бе, не губи си време. Оти уште малку тефтерот бадиела ќе ти биде. Да ожени се додека не си престарен. Жено, дај донеси нешто за пиење, а после ќе каснеме. Ај, невесто. Што туку си ме застанал тука како некоја Еве драмачка? бре домаќина сега. Да ви кажам, мене ниту ми се пие, ниту ми се јаде. Изморен сум многу. Сакам да си легнам, да си отпочинам, па ќе спијам до утре сабајле. Одајата е суредена. Ќе одам да му ја покажам на гостинот. Еј, пријателе, немој случајно да ја дадеш на жена ми да прочита таа твојата книга. Од тие женските ѓаволштујаци, оти после јас ќе си го кркам. Леле домакине, што збориш? Па срамота е. Арно снал, ај па да јадеме. А ти да не се пишмани? Не се пишманам. Мене ниту ми се пие, ниту ми се јаде. Јас ќе одам да си отпочинам, да си оспијам. Ајде. Му веруваш ова за тефтерот? Се шегува, бе. Шегаджија ќе да е човеков, Еве, ова е одајата. За една ноќ е добра, нели? Една ли ноќ ќе останеш? Поиќе не можам, си имам работа. Морам утре сабајле да си одам. Ами, не бива да останеш уште една ноќ. Вакви како тебе во селово нема, а моите очи сакаат убавина да гледаат. Остана место во книгава, а као што те гледам тебе, ќе имаш што да запишам. Ке спиеш? Или пак сакаш да се напиеш нешто? Ами што ќе речат долу? Не останав таму, а сега тука сакам да се напијам ракија. Остај ми го мене тоа. Твое е да пишуваш, а моje е да кажам што да се пише во тефтерот. Да не останеш кусо за некоја моја ѓаолштина, Па ако е така, донеси една ракија. И мезе. Оти јас не пијам без мезе. Таков табиет имам.
Шо ти е женска? Женска ѓаволштина. Абе, толкова пат, толкова години поминав и ниједна сала не најдов. Сите се вака, така, онака, мрдат ваму, таму, лево, десно, при ѓаволштина. Ја запишам ова во книгата, чуки имам еден лист празен. И со ова сум ги научил сите женски ѓаволштини. Ќе се женам, ич око нема да ми трепне. Мамо, овој бара една чашка ракија и малку меза. Ракија бара? Па се... Господе, ај однеси му. Ај па те чекаме да јадеш. Ај. И, што та биетлија човек? Јас му велам, дојди со нас да се напиеш, а тој не. Јас сум се научен сам да си пијам. Сам, многу ми е гајле. Веднаш се враќам. Ама чуден човек овој тефтерџијата биетлија. Ако пусти ме, ајде да се напиеме ни. Ај. Еве ракијичка и малку меза. Сполај ти, невевче. А како ти е името? Митре. Митре ме викаат мене. А Митре. Убав човек, убаво име. И така и мајка ми вели, многу сум бил убав. Повели. Ама и ти си убаво невевче, а? Помош, помагајте! Татко, мајко, помош! Сега ќе видиш ти како се напаѓа честна жена и домакинка. Домакине, Ила, домакине! Што е ова викање? Помагајте! Абе, сната вика, бе! Абе, стани, бе, магаре! Види овој ракија, абе, оди тамо, види. Помагајте! Помагајте! Што се разvikала толку? Што е направила? Здраво, бе, што стана? Што е работава? Кажувај. Како да не викам бре мажи кога ќе се задавеше човеков уште за троа со паленово меза што го касна. Му се затна в грло. Леле кога изфрли очи, леле да видиш домакина како некој варен зајак. Шукјор стори што го изфрли, та не се стори некоја грешка, оти за резилки се сторевме. Та во селото ќе помислеа, оти ние сме го умреле. Леле, што ќе се случело? А ти арен си сега? Шуќур на Господа помина, излезе. Ти требаше да си седиш со нас надвор да си пиеш, а не тука сам. Ај, стануве. Не, ми се отпи. Не сакам да пиjem. Утре ќе се напиjem. Бе, добро, тогаш да си одиме, еве. Ќе ни истина е јадењето. Слушај, Снао, прибирај се во ова, да не се заде и пак човеков. Шо ти требаше оваа работа, морих невесто? Ме препари? Па рече дека имаш нешто недопишано во тефтерот. Па си реков да го наполниш пред да се жениш. А ова го немаше видено, нели? Не. Ова го немам запишано, ниту го имам чуено. Не. Ќе си го запишам, уште ноќеска, да го имам. Бреј, што ти е женско, бреј. На суво ќе те натера риби да вајќаш. Ајде. Со здравје, со среќа, река ти е патот. Со Е, Арно. сполај. Па знаеш кај сме, ако те намине нешто патов наламут, повели дојди. Ќе дојдам. Жал ми е што не можеш да се поздравам и со другите. Еве што да ти правам, брате, многу спиеш. Ти си отидоа по работа. Ајде пак. Ајде со здравје, ајде. Со здравје. Ајде. Слушај,
Сакаш да кажеш нешто? Ајде, кажи да. Сакам да знаеш. Сакам да ти кажам дека вака веќе не може. По цел ден седам дома затворена. Затворена како в затвор. Слушај, барам изин од тебе. Да ме пуштиш малку напорта, сеир да погледам. Еве, отпорта нема да мрдна. Напорта сакаш да излезиш. Да. Ама и јас жена земав, али се ирджика. Лели вели што ти сакаш напорта да излезиш, чекај да видам што ќе рече Тефтеро. Тефтерот. Чекај се. Ете го Тефтеро. Тој ќе каже. Жена за напорта излегување. Жена напорта да излези не можи. Тефтеро вели оти не можи. Пак Тефтерот. Значи, Тефтерот ќе ми наредува што да требам во куќава. Така? Па така јат, жено. Ај, поможи ми да се облечам, оти треба да одам дуќано да го отворам. А ти дома отвори очи 4. И немој да излегуваш никаде, се разбравме, нели? Се разбравме, ама ако дојде баба Трајанка, а ти не си дома? Чекај, ако дојди баба Трајанка, ти пушти ја нека влези внатре, а ти надвор не излегувај. Се разбравме? Хајде, со здравје остани ми домакинке. Така. Хајде, јас Се разбравме. одам. Чекај. Ете, си замина. Што пусти Тефтерке да беше. Бре, половина година како ме зеде. Не ме пушта од тука до тука да мрднам. Не ме пушта сама кај мајка да отидам, муабе да си направам. Ако, нека. Ми текна. Утре е празник. Ке барам в црква да одам. Да, празник е и не ке може ништо да рече. Невесто! Невесто, Митрајце! Пак ли си ми заклучено, невевче? А каде да бидам, бабо? Таква ми била судбината. Слушај, за ова на мајка немој да кажуваш. Знаеш, Сабајлинава, Митре кога излезе, ми рече да те викнам, да се напиеме кафе, да се видиме. Арно, ама заборави да ми го остави клучот. Забораил, а? Забораил. Те лажи, те прави будала и тебе. И мене ме прави будала. Ги забораил кучете, забораил да отклучи. Знаеш што? Да му кажеш. Утре да ти го остави клучот и да ме пушти, да ме пуштиш да влезам. Ако не за оваа работа, ќе кажам на мајка ти. Ќе и кажам нека дојде да види на какви мајки си и чари, нека ти бара да те спасува од овде. Така да му кажеш, така да знае, а и ти ова да си го знаеш. Арно, бабо, арно. Слушај, утре ќе му речам да те пушти, да дојдеш, да се напиеме кафе, да си направиме муабет. Да знаеш. Така да знаеш. Утре рано ќе ти дојдем. И ти тоа да си го знаеш, и тој да го знае. Ако де, порано да ми дојдеш. Арно, бабо. Не ми зборуваш, а? Демек, лута си ми. Ево ти не кажеш нешто, дај кажи нешто. Што да ти кажам, што да зборувам? Зар сум излегла од врата, па знам што се случува, та да ти кажам. Зашто да зборувам? За вратата, за зидовите, за пенџерињата, за тенџерињата, за пердињата, за што? Ајде, кажи.
Па да не сакаш некада да излезеш, а? Слушај, утре е празник. Сакам на црква да одам. На црква? Па чекај, моли домаќинке, лели е до тоа, да видам што ќе речи Тефтеро. Пак Тефтеро. Еве го, кај мене си е. Опа. Ајде. Тефтеро, еве го, тој ќе каже. За црква велиш, а? За одење в црква жена сама, не можи. Тефтерот вели не можи. Не може жена да оди в црква сама. Тефтерот. Добро. Ај пушти ме да одам кај татко, кај мајка да ги видам, муабет да си направам. Арно велиш. Арно. Кај татко и кај мајка муабет да си чиниш, многу убаво ти текна. Само да видам што ќе речи Тефтеро. Тефтеро вели. За одвање кај мајка и татко и муабет чинење. За одвање кај мајка и татко и муабет чинење, Тефтерот вели не можи. Не можи. Не може, а? Не може, ете јас. Ама Тефтерот вели не може. А лалда ти е и на тебе и на Тефтерот. Па таа. Слушај, Машо. Шо? Знам што мислиш. Што мислам, бе? Ти мислиш дека сум јас безчестна жена, а? Слушај, ако сум јас со крстот начело, тебе не ти помага ни Тефтерот, ни ништо, да знаеш. Машо мој. Па добро бе, жено, што да направам, така вели Тефтеро. Не можеш да излезиш. Не може, а? Не може. Па добро, тогаш пушти ја баба Трајанка да дојде кај мене. Баба Трајанка? Да. Кај тебе да дојде? Чекај да видам. За доаѓање на баба Трајанка. Што ќе речи Тефтерот? Доаѓање на баба Трајанка. Доаѓање на баба. Доаѓање на баба. Знаеш, мори дека не пишува нигде ништо за доаѓање не на баба Трајанка, туку на никаква баба. Нигде не пишува. Не пишува. Штом не пишува, невесто, баба Трајанка може да дојди дома. Ама таа да дојди тука, а не ти да изнегуваш. Може, а? Може. Па, слушај, Мажу, ако може, тогаш остави ми го клучот. Зашто вчера кога излезе, велиш, може да дојде, а клучот си го зеде. Ме заклучи. Мене ме правиш будала, нели? Добро, невесто, клучо ќе ти го оставам, амо само за баба Трајанка да влези кај тебе дома. И така ти кажувам. Да. Знај би јас дека не чини работа. Се гледа тоа, ама дека довде ја дотерал. Тоа не сум знаела. И што да правам сега? Тефтер велиш, а? Тефтер. Срамот. Тој Тефтер ми кажува што да правам во куќата. И како ќе го поминам ја животот мој вака? Греота за тебе, греота. Си мислев на мајка ти да ја кажам. Нема. Греота и за неја ќе те мисли. Митре мој, животот го има поминато со лоши, со безчестни жени. И затоа мисли дека сите се исти. Тоа ќе да е, тоа. Таму ги пишувал тој Тефтер. Знаеш што си мислам? Да му направиме јас и ти една ујдурма и да го опаметиме. Ујдурма ме лиша? Јас ќе му ја смислам и тоа убао. Што знам, да не се наљути. Може и тоа да биде, може и да се налути. Нека се налути. Нека се налути, така. Гајле да немеш. Знаеш што сум смислила јас? Ти утре, како знаеш, умееш да го измолиш да одиш на бања. Сакам да одам и крај. До тука бидва. Сакам да одам и ќе мора да те пушти, ама нема да те пушти сама, ќе тргне и тој со тебе. А треба да тргне со тебе. Како знаеш и умееш. И ќе поминете по моите сокаче, пенџерчето моје го знаеш. Така, застани, ја сакаш нешто да му кажеш или не измисли нешто, застани под пенџер, другото е моја работа. Од тука натаму, моја работа ќе видиш ти што ќе му направиме. Слушај сега. Кога ќе дојдете до пенџерчето, кој ќе направиш ти дека си застанала? И тогаш јас,
Моли, па ти, невесто, ко си почнала бањата, бања. Како да не можеш дома да си се бањаш, коритото малечко ти е? Ха, не ми е малечко, кој вели дека ми е малечко, ама јас сум човек, сакам да излезам надвор од куќава, па да се видам со другарките, да ме прашаат како сум, да ги прашам како се, па како. Само да знаеш, пред бањата, таму, пред портата ќе стојам јас и ќе те чекам. Така да си знаеш. Чекај ме, ако не ти е срам од народот, чекај ме. Многу ми е гајле. Ајде, мори, што ти стана? Шо? Шо ми направија, Боже? Митре, бре, дојдам. Ја подржи ја вовчата, да одам малку во дворот да се скастрам, гледај шо ми направија, бре. Абе, ваква ли ќе одам низ народот? Види, дај вовчата, ајде. Не, ќе ја подржам јас, ај оди, влез. Ај. Пилето ми пее, рано на мајзе. Еве ме, на крајот, на краиштата се спастрив. Добре. А знаеш ли кој ме потури на глава? Кој те потури? Абе, баба Трајанка. Кој бе? Она вештерка? Што е дружка со мајка ти, таа ли, мори? Ајде, вештерка. Не, ја гледаш во суратот каква е, мори, вештерка. Си пиеме кафе, си правиме муебет, каква вештерка. Ајде. Арно што била таа, ако беше некоја друга, ќе ја отепав наместо. Ти знаеш колку сер човек сум јас. Ајде, Митре, не греши душа. Ајде да одиме на бања. Ајде, де, таму сме киниселе. Ајде, де. Еде што? Беше сега на бања и што беше? И што? Што де, а? Ајде. Слушај, мажу, јас тебе треба да те прашам, а не ти мене. Ајде, домакине, земи го тефтерот и види дали има уште некоја бела хартија неиспишана, некој лист, така, со женска и троштина. Ајде, земи го. Зема? Ајде, де. Ете, го земав. Пиши. Чекай. Што ќе ми кажеш ти? Што ќе ти кажам? Седи и пиши. Пиши вака. Нека масилцата. Си бил еден маж, кој во тефтерот ги запишувал сите женски и троштини. Да, пиши. Шо ме гледаш? Арно, ама, еден ден двајцата тргнале на бања. Таа да се бања, а тој да ја варди. Така, оделе, кога? Таа рекла, чекај да одам во порта на онде, да се спастра малку. И знаеш што? Знаеш ли кој ја чекал таму? Не знам, кој ја чекал? Еден маж, домакине мој. Така да знаеш. И така, жената му докажала на мажот дека не ги запишал сите женски и троштини во тефтерот. Значи, така ти мене ми враќаш неверница една. Ами знаеш што ти можам да те отепам за оваа работа? Зошто ми го направи ова да ми кажеш? Не, домакине мој, не. Слушај што ќе ти кажам. Јас ниту сум ја направила таа работа, ниту ќе ја направам. А знаеш зошто? За да не си ја газам мојата чест, домакине мој.
А да сакам, не можеш ништо да ми сториш. Пред очи можам да го направам тоа. Само биди мирен. Јас сум си со крстот на чело. Мирен да си бидеш. Затоа овој тефтер, фрли го во огин, нека изгори. Зашто, ако не го фрлиш, полошо ќе направиш, домакине мој. Невесто мори, арно велиш, ќе го врлам во огинот. Оти сега видов, оти жената може да го натера мажот и насуво да вајќа риби.